Јако. Човек се занимава со уметност за да си помогне себе си, да научи нови работи за себе. Са мојава представа е, бидејќи интерактивна, публиката и јас стануваме едно. И е многу интересно, за мене тоа е нешто многу ново и ми отвара нови аспекти. Трчав затоа што бев ужаснат од тоа дека сум толку лоша кондиција. И почнав да уживам во тоа. Па после влегов во друга фаза, па тоа почна да ме чисти, почна да ми ја чисти главата и сватив дека џогирањето, трчањето ме одлепува од земја. Убавината во мојата професија е кога работејќи врз некој друг лик, откриваш за себе нова работа. Интуитивно, кога ќе замислиш каков сакаш да биде ликот, го истураш тој мозаик и почнеш да го собираш. Ама некогаш ќе се случи да отворам некоја врата која што е тотално непозната и да ми отвори некоја нова работа, да открием нови работи за мене. Тоа е најважното во уметноста. Како сум позрел, да не речам постар, сакам мали приказни, мали човечки приказни. Некако ми се свиѓаат, се враќам кон едноставни проблеми на малиот човек. Ја читам на бугарски текстот, не преведен на македонски, ја викам, лале, што е ова? Ова е тоа, вик. Вечерта му се јавувам, му пишувам порака, викам, ова ќе го работиме, готово. И почна да ме освојува тоа, почна да ми се роди во мене. Кога човек ќе се заљуби, почнуваш да готово вриеш, те обзема тоа. Отворени разговори во Фенеркаст. Добро дојавте, пријатели, во уште една епизода на Фенеркаст. Денеска го имаме Игор Ангелов, лице кое мислам дека е многу препознатливо, дали преку Преспав, дали преку 5+ или многу бројните улоги што ги изиграл во театар или на филм. Мислам дека постои некој очекување дека секоја епизода ќе е некако поврзана со духовност, што не мора да значи затоа што целокупната област на Фенеркаст е личен развој. Така да денеска преку театарот ќе видиме личниот развој на Игор Ангелов, како тоа му помогнало во животот и како се развивал он. Исто така имавме некои интересни дебати и дискусии околу самиот театар и животот и едва чекам да видите затоа што е различна епизода од тоа што сме го имале до сега. Ме интересира вашето мислење, така да изгледате епизода и пишете коментар подолу. Да ги поздравиме и Smart Living, кои се наши спонзорски поддржувачи, они имаат салони во Карпаш и во Злокуќане и нивната страна smartliving.mk. Им благодариме за тоа што го поддржуваат овој канал, а сега да почнеме со епизодата. Игор, добро дојде во студиото, во оваа епизода на Фенеркаст. Мило ми е што си ни гостин. Знам дека ова ќе биде интересна и различна можеби епизода од другите. Фала што ме викна, драго ми е што сум тука, се осеќам убаво и баш. Некои брзи прашања за загревање, кај што е слободно можеш да одговориш како сакаш, ама повеќе е да се загрееме и да биде интересно. Може? Ајде да се загрееме. Не знае дека се прашање се загреваме. Може да се загреваме со други работи. Може? Ајде си. Пукај. Трчање наутро или навечер? Навечер. Што е првото нешто што го правиш со бајле? Се гледам во огледало. Што ти е полесно, да запомниш долг текст или да трчаш полумаратон? Второто. Да не беше актер, што ќе беше? Земјоделец. Кој е најчудниот совет што си го добил како актер? Да крадам од другите колеги. Не да крадам физички, туку да се крадат убавите работи од колегите кои што прават вредни работи. Кога последен пат си се насмеал до солзи? Вчера. Добро. Вчера или завчера? Завчера. Да, се насмеав за нешто. Што е посладко, аплаузот или домашното вино од Бардовци? Виното не треба да е сладко. Ако е сладко, значи не ферментирало. Аплаузот. Ако треба да опишеш актерство со една боја, која би била? Боја? Зелен. Добро. Се осеќаш загран? Да. Океј, може да отвориме поголем муабет. Спомнај дека пред некој ден убаво си се насмеал и може со хуморот да почнеме. Ме интересира во актерството и општо во театарот. Какво влијание имало на тебе кога си глумел хумористични улоги? Дали тоа правило во твојот живот повеќе да се смееш, да си наклонет спрема хуморот? Не. Мислам дека нема поврзано со тоа. Со професионално улогите што ги играм со смешни улоги, комични колку ме прави тоа. Не, баш напротив, мислам дека луѓето генерално во светот што биле големи комичари и што имале таква моќ на смеење на други луѓе, во суштина не биле луѓе кои што уживале во хуморот. Биле тажни луѓе. Тоа е нешто многу интересно, многу спроти чудно. Контра звучи малку неверојатно, ама баш е така. Мене ми помага
сарказмот и цинизмот што го носам и што ги гледам работите на некој друг начин за да ги користам во креациите кои што ги правам. Мислам дека таа перцепција е многу добра да се гледа светот со една друга диоптрија, со едни други така што се вика, со еден друг фокус, за да може да се види суштината. Хуморот како хумор не треба да биде хумор само за да засмејува, како гек, како смешка. Треба да се најде смислото. Мислам, ако е опишување на некој човечки недостаток или на некоја особина која што е лоша, треба да се најде вистинскиот начин тоа да се слика. Много интересно ова што го кажуваш, затоа што прв пат у живот сум слушнал некој сарказмот и цинизмот да го искористи у позитивен контекст. Па да, тоа е многу здрава работа. Повеќе да ми кажеш околу тоа, затоа што многу интересна перспектива даваш на ова. Па да, мислам ако за мене хуморот не е да се насмееме само и да покажеме некој човек како смешно оди или за мене хуморот е да се на поинаков начин да се изнесе на површина неубавата особина на човекот, на општеството, на однесувањето на некој човек или на нешто. Например, многу просто да кажем, ако некој човек е само бендисан, дивјак, кој што ги има насекаде сега околу нас, кои што се полни богати со пари, не знам како изгледаат и не знам каков статус имат во општеството и во животот, тоа, низ мојата перспектива, ако јас земам да го цртам, да го играм или да го цртам, јас него ќе се измачам, ама ќе го згмечам преку мојата креација и перспектива за да ги извадам неговите особини. Па макар тоа да било и до крајни граници. И сега тоа истото можеме да го префрлим и во други работи. Мислам, има светски лидери кои што еве Чарли Чаплин како правеше во оној големиот диктатор. Он со цела сериозност го портретираше лидерот, нели таму, пред почеток на Втора светска војна. Тој филм го направи пред почеток на Хитлер, кај што го игра, големиот диктатор. Ма го прави со полна вера и со кога ќе го гледаш тоа, замисли кога е снимано тоа и како изгледало, колку било точно и автентично, колку е свежо ден денес. Ден денес ако го гледаш ти, си викаш неверојатно како тој направил нешто. Како тој говор го држи кој што нема еден збор германски. Ништо нема германски. Тоа е некој џибриш јазик кој што го извитоперува, го прави до крајни граници и делува смешно. А уствари е страшно монструозно. Оно што го слушам од тебе од прв муавет е дека кажи ми дали грешам, дека гледаш кое е влијанието на театарот, глумата, целата таа работа врз општеството. Така? Па да, уметноста мора да се занимава со такви работи. Идејата е тоа, дека секој човек кој што се занимава со некоја уметност, па сценска уметност со која што се занимавам јас, има задача, не е тоа задача, не е ни одговорност, ама мислам дека треба да има потреба преку својот израз да опомени, да каже, да исмее на некој чуден начин, да прикаже нешто, за да остави трага, не дека ќе го смени општеството, не дека јас со мојата представа и со мојот театар и ние, уметниците, со нашите дела, ќе го смениме светот. Нема врска тоа. Тоа е нешто што може би кога бев млад верував. Но тоа ме држи да се осеќам свежо и убаво. Ја нема ништо да сменам сигурно во државата, ама барем може би не во цел свет, ама дефинитивно има влијание, така? Па да речеме, јас сум скептик дека имам дека можам да сменам. Влијание имам. Со самото тоа што еве го разговараме овој разговор што го водиме, со тоа што ти се занимаваш со ова, јас се занимавам со моја работа, сите имаме потреба нешто да смениме. Се работата е колку веруваме дека ќе смениме. Ја искрено
кога бев тазе завршен студент, мислев стварно дека со театарот ќе го смениме светот. Стварно мислев така. Бев некој Дон Кихот или не знам што, како занесењак, како се вика тоа, лунатик, некој како во 68-ма ќе се случат големите револуции, ќе се хипи движењето, ќе се случат нема врска. Сватив после тоа дека реалноста ме удри како чекан у глава и сватив дека не. Театарот тешко го менува светот, но ете, се уште имам сила и порив да се борам, па макар и да знам дека тешко се менуваат работите. Добре, ако може сега да се вратиш на тие години со оваа свест и со ова искуство, дали би имал поинаков пристап за следните 30-40 години во самиот театар и... Не знам, сега ако се враќам со овој памет тогаш, сигурно ќе и бидам многу досаден на тие на младите. Сигурно. Јас сум веројатно со самите години што ги носам искуството, ќе бидам ужасно досаден. Нема да можат да ме слушат. Од друга страна, ќе бидам прагматичен, ќе се викам, сега со паметот да имам 20 години назад, ќе изиграв така. Па да, ќе изиграв така, ама ќе се зезнев сигурно нешто друго, ќе паднев на нешто трето. Ќе станев можеби премногу прагматичен. Пошто во животот дори сме млади, сме нели, како се вика тоа? Идеалисти, идеме со глава во зид, можеме да го носиме товарот на плеки, ама после трт, малку животот, знаеш, ти вика, не е баш така. Стануваме пресметливи, стануваме суетни луѓе кои што сите си ги полниме, нели, вреките наши со суета и само пикаме работи и си ги ставаме на грб и си ги носиме. Тие работи, сакале некеле, ги имаме со нас. Така да не би сменил ништо. Да се вратам на муабетот, ништо не би сменил. Колку човек е помлад, понаивен и позелен во главата, и колку мисли дека ова е подобро. Подобро е. Подобро е, затоа што треба да се помине, треба човек да изгори, треба да види, треба да се разочара, треба да добие корпа, треба да се соочи со зид некогаш, со авторитет, со некои големи умови кои што кога си млад си викаш вау, колку се паметни луѓе, колку се големи, после кога ќе пораснеш си викаш каквиш фолиранти и шалабајзери уствари биле тие луѓе. Знаеш ли да имаш очекувања за државата, за политиката, за вано. Мислам, пред 40 години, кога бев клинец, бев многу оптимист дека од нас ќе не биде, дека ќе има нешто, ќе тргнеме од една точка, правиме млада држава, сега ќе бидеме свој. Сега, замисли, 2025. Што да ти кажам? Дна. Што можем? Еве маце на... Па да бидеме тоа што сме, да бидеме оптимисти, да некако да се обидеме да не каскаме за другите работи, тоа значи да читаме. Тоа е многу важно. Младиве сега многу малку читаат и тоа веројатно се одразува на се. Овие социјални мрежи сега што е тргнато се со овие брзи промени на расположение, брзи теми на брзина, 5 секунди една тема, друга тема, и мозокот салата станува и тоа целото станува едно огромно море од джанк, како се вика тоа, од разни глупости, а знаеш дека некој од позади целото тоа ти го товари и ти дава некоја друга идеја и те прави лека полека нешто што тој сака да бидеш. И ја не се исклучувам, јас сум дел од тоа. Истата приказна сум јас. Само што јас сум на 47 години. Лошо е дете од 13, од 15 години што влага во тоа море од разни информации, разни непроверени работи, разни влијанија, не може да создаде свое мислење, дури и кога го создава тоа свое мислење, стои на лабави нозе. Како се вика тоа, на стаклени нозе. Се е толку, како да кажам, релативно.
порано, например, кога ќе прочитавме на книга, кога прочитав книга од 500 страни, јас бев горд што сум ја прочитал книгата. Сум читал книги што не ги разбирам, па по 2 години, 3 пак ќе им се вратам, за на друг начин ги препрочитам. Не знам, некои дела кои што ми значеле нешто, сум слушал од стари, дека тоа е нешто. Сега тоа нема, сега имаш чат GPT, сега имаш, како се вика тоа, Google, можеш пребрзо се стига до секоја информација, ама како да... И па, што би кажал еве тука, која е разликата во квалитетот што го добива? Океј, ChatGPT нормално добиваме информации, секако си има и добри страни. Ама што би рекол дека главната причина зашто еден човек треба да прочита книга, зашто треба да гледа представа театар, зашто треба филм да види? Која е најголемата добра Има уметноста, ја сето тоа е нешто што не прави да се осеќаме убаво. Тоа е како кога слушаш добра музика, кога одиш на убав концерт, кога слушаш некоја убава песна, некој толку совршено пее да веќе другите сетила се вклучуваат во телото. Ние сме, нели, имаме колку сетила таму, имаме перцепција, се прима, се ова, но уметноста на друг начин го храни телото, го прави побогат. Ја мислам дека визуелната уметност, поготово филмот, театарот, музиката, аудитивно тоа е нешто што навистина не облагородува и единствено не прави поразлични од животните. Што сме ние поразлични од животните? Што сме, буквално што сме? Што знаеме да уживаме во такви работи, што не прави малце посовршени, и можеби што сме научиле да правиме алкохол и да уживаме во алкохолот и во таквите работи. Затоа што човекот, барајќи некоја уште најрано време, барајќи некоја друга, нели, ниво на свест, почнале да експериментираат и сватиле дека ако земе од тие печорки или од тие тревки, малце или ако запали таков чат оган, па ќе станел врач, па имал некои визии за што како, од неразјаснети работи. Тоа животните не го прават и мислам дека единствено тоа и ова што можеме да го видиме светот, да го доживееме на друг начин. Може би грешам, може би и жирафите и делфините на некој друг начин уживаат во таа перцепција на, саваната, жирафата како ја гледа, па ја гледа на некој уметнички начин. Или делфинот како го гледам. А за она што рече со печурките и таквите работи, чадот, како би го опишал тоа? Која потрага е таа на човекова потрага да види нешто различно? Па, нормално, незнаењето, прашањата кои што си ги поставува човекот, што не може да си ги одговори, потребата да дознае, го носи во некои такви работи. Баш е така. Јас и денес кога ќе погледам некојаш од планина во небото, иако знаеме што е небото, нели дефиниција, знаеме колку звезди, тоа се планети, тоа се системи. Ама некогаш кога ќе го погледнеш, кога ќе си речеш, си викаш толку сме мали, толку сме осамени, толку е таму неизвестно што е. Сега веќе не се само звезди, сега постојано гледаме и сателити кои што се поблиску и поблиску, па шетаат вака, порано знаевме авиони што се. Сега веќе вака летаат сателити над нас, те снимаат, овие биле Starl, овие биле на овој, ама светот и тоа што е непознатото, секогаш си викаме, иако се знаеме, ништо не знаеме, толку сме мали. Па така и тие имале потреба да откријат што има зад непознатото, не само таму горе, туку и во себе, и во тајните годината да има добар род, да уловат бизон, да можат да го прехранат семејството. Имале потреба. Да се вратиме на театарот. Интересно е нешто што како човек кој не сум актер и гледам филмови и гледам представи, и како актери треба да го глумите животот. Значи музичар треба да отсвери, сликар да наслика, а вие треба животот да го изглумите. И тоа е интересна работа да се види од страна.
Како некој човек може да изгледа, да изглуми нешто различно. Тука има многу прашања што сакам да те поставам. Слободно, многу пати сум одговарал на овие теми, многу пати сум бил како се вика, контрадикторен со тоа што го зборам, едно зборам, друго мислам, некојаш едно мислам, друго зборам. Во животот, не знам, не знам, ајде постави ми прашање. Зошто си контрадикторен, више кога го спомна тој, некогаш... дали не е тоа нормална работа за човек кој е уметник? Па изгледа е нормално. Изгледа е нормална, но секогаш еден одговор не е одговор. Секогаш еден одговор кој ќе го ставиш на вага, ќе се речеш чекај. Можев и поинаку. Ова не мора да значи така. Како вика Владко Стефановски, вика правих се речи, увек касно сетим. Одговор знам кад останем сам. И секогаш е така. Ние секогаш мислиме дека го знаеме одговорот. Еве сега на ова наша средба, ние зборуваме, јас сум паметен, многу зборувам, уствари нема везе, се што е релативно, може би да биде вака кажано, така кажано. Ништо нема, како да кажам. Ама баш сакам да зборувам за театарот, за мојата професија, така да прашуваме слободно, да бидеме поконкретни, да не шириме. Како влегуваш во улога, како излегуваш од улога? Може од тоа, ајде почетно, па после тоа и ќе... На академија си има метод. Кога одиме на факултет, нашиот професор, мојот драг професор, знаеш, си 4 години почнавме да работиме на некој систем кој што се базира на друг систем, влече корења од Русија, пошто се поврзано со актерството, дури и во западна хемисфера, и во Њујорк, и во Бродвеј, и сегде, доаѓа од истокот, од Русија, од школите на Станиславски, на Чехов, поетиките, такви. Тој метод се учи на академија, но кај секој актер е различен. Еве, почнувам широко. Конкретно со мене, кога бев помлад, многу похаотично ги стигав до решенијата на улогите, да речам, или ги градев улогите. Некои ретко подобри, повеќето беа потакви, како да кажам, клише улоги кои што секој ги играл. Хаотично разбивање на еден мозаик, знаеш мозаик со мали коцкички вака или не знам што се тие. И вака кога ќе го расфрлиш вака и после го собираш, сликата ти во глава си представил интуитивно каков сакаш да биде ликот, си го замислил ликот. Кога првпат го читаш текстот, ти во главата создаваш лик. Тоа што сакаш да го играш. Тоа се темели од твоите предходни знаења, желби, сакам да личам на овој, му се фасцинирам на овој глумец, ова ќе го изиграм вака, малце да личам на него. Подсвесно имаш влијание од се останато што примаш, како култура, како музика, како драмски текстови, како литература. Нормално. И ти кога ќе замислиш каков сакаш да биде ликот, го истураш тој мозаик и почнуваш да го собираш. И процесот во театар трае 2 до 3 месеци и за тие 2 до 3 месеци најчесто мојот лик кој ќе го соберав не изгледаше на лик. Значи можеш да замислиш на почеток било некој лик, а после кога го спојам му фалат уши, очи, нозе, вака така, ама има контури на нешто. Тоа е тоа што мене многу ми се свиѓа. Значи, ја имам колеги, мене стварно ми се свиѓа тоа. Еве, после 25 години работење театар и работење активно на тоа, јас сум многу среќен што на тој начин ги правам ликовите. И многу ми се свиѓа, затоа што и денес ми се случува јас така да ги спојувам и да искочи некогаш сосема нешто катастрофално лошо, но некогаш се случува нешто генијално. Тоа е генијално. Е опасен збор, ама ретко се случува, ама некогаш ќе се случи да отворам некоја врата која што е тотално непозната за мене и да ми отвори некоја нова работа. Тоест нова визија, да открием нови работи за мене. Тоа е најважното во уметноста. Човек се занимава со уметност, ја мислам дека човек се занимава со уметност за да си помогне себе си и да научи нови работи за себе.
досаден е тој уметник, досаден сум си јас сам на себе, ако секогаш од джеб вадам, таа улога знам да ја направам. Тоа го имам играно, Тоа може би е добро ќе помине кај публиката, публиката ќе пројде, ќе дадат добра критика, критичарите. Ама самите на себе ништо. Тоа не носи во една лажна работа. Со се е така во животот. Верувај ми, со се во животот е така, со било која област, и во работата, и во креацијата, и во бизнисот, и во комуникациите, и во љубовта, во животот, во давање, помагање. Знаеш, човек игра на сигурна карта. По природа е себично суштество што играва на сигурна карта. Тоа го можам, тука со овој можам ова, со ова имам вака. Се е пресметливо. Човекот е, да се разбереме, едно суштество полно со суета, со лоши особини и со не знам какви други неубави работи, покриен со шминка добра. А таа шминка добра е, нели, начин на однесување, комуникација, социолошки вештини, некој е многу полесен на запознавање. Мислам дека уметноста е многу добра за да ни помогне да откриеме нови работи за себе. Сега многу го ширам муабетот, можеби е многу Да, можеш многу сакав ова да го знам, убаво што го отвори како тема. Можеш ли да ми дадеш примери од кои ликови што се научи? Наистина многу ме интересира. Како човек си се развил. Не ги селектирам така работите. Добро. Не може така да се селектира. Треба да помине време. Имам сега играм една монодрама, да дојдеш да ја гледаш. Многу е успешна. Осеќам дека со таа отворив некоја нова етапа во мојот, како да се изразам сега, уметнички, креативен пат. Ова звучи многу така. Многу академски, ама со монодрамава што почнав да ја играм пред година дена, мислам дека си отворив една врата нова за себе, каде што научив нови работи првенствено за себе. Како актер ме донесе на друго ниво затоа што го скршив четвртиот зид. Обично во театар е како овде, како студиото. Овде е сцената, таму е публиката, ти си безбедно овде под звучниците, публиката е таму, немаш тој зид, секогаш си стои. Сега со мојава представа е, бидејќи интерактивна, публиката и јас стануваме едно. И е многу интересно, за мене тоа е на мојеве, после толку години занимавање со професијата, е нешто многу ново. И ми отвара нови аспекти. Тоа веќе младиве го растураат со овие стендапи што ги има. Стендапот е тоа. Стендапот искача во клуб, зима микрофон. Јас сум гледал некои прекрасни стендапи надвор од Македонија и тука кај нас, каде што навистина тој што е стендап, што го води шоуто е виртуоз, како ти кажам, импровизации на врвно ниво. Мислам, буквално функционира. Муабетот ми е, да се вратам назад, кои улоги? Оваа улога, има уште една улога, например, има една друга представа што работев пред неколку години, веќе пред короната, уште е на репертуар, се вика Мојот маж. Си ја гледал? Не. Многу убава представа. Да си ја пофалам. Таа представа мене ми помогна нешто сосема друго. Ми помогна во таа представа, кажуваме приватни работи за себе. Кажуваме буквално приватни работи за себе. Сега да не кажувам кои работи, неубави работи, некој кажува и убави работи, желби приватни. Со таа представа сватив дека публиката, која што е научена да говориш текст од некој си автор, не знам што, одеднаш ние ја мешаме со некои лични работи. И тогаш отворив нова врата со која што почнав да мешам лични работи со публиката. И сега си викам, која ја работев представата, си викам, чекај бе, зошто, што имам јас да кажам за моите лични работи, моите лични ситуации, што ми се случиле во животот, да ги делам со публиката. Тоа ќе ме направи подобар или полош, ќе ми помогне, можеби ќе ми направи некои трауми. Можеби ќе ме однесе во некоја друга работа, на друго место. Но убаво поминав, одлично поминав и после некое време, откако играме представата, веќе играме 50 пати, 60 сме играли по Балканите, сме гостували на разни места, проаѓаме одлично.
имам одличен фидбек од публиката и сваќам дека после известно време ми помага тоа. Ме прави колку и да е страшно додека трае представата, јас да зборам за моите трауми, за моите трагедии, што ми се случувале и такви работи, на некој начин ми помага после некој време. Тоа е убавото во мојата професија. Можеш малце по-специфичен да бидеш? По-конкретен? По-конкретен, да. Па не можам. Може би сега не можам, ама не сакам. Мислам, доволно е тоа што ти кажувам дека ми помага, ме носи на друго ниво и ме прави да бидам тоа што сум денес. Јас сум горд на тоа. Буквално горд сум на тоа. Јас не велам, имав како оние рекламите за лекови. Имав болки во коленото, после 8 дена болките чудесно поминаа. Не е таква уметноста, не помага на тој начин дека сега ќе не направи ова. Ме интересира Едноставно ја како го замислувам тоа, ќе ми кажеш дали е тоа така. Значи глумиш улога што до сега не си ја глумил за во било кој момент. И во тој момент имаш шанса да истражиш како некој друг живее. И во твоето искуство на животот сега имаш уште еден човек, уште една различна перспектива. И веќе претпоставувам дека после тоа си го носиш во животот, така, кога веќе имаш друга перспектива, кога одиш по улица, знаеш дека и тоа постои. Кога збориш со некој таков човек, знаеш како е од неговата страна. И тоа станува дел од тебе. Дали си имал такво искуство? Ние кога бевме, мислам дека те разбрав, ние кога бевме студенти, нашиот професор ни викаше, првите вежби беше треба да се научите да гледате поинаку, да наблюдувате. Ние имавме вежби имитација. Вика, гледајте ги луѓето. Сегде околу вас, вика, на автобуска станица, во автобус кога влезеш, секој човек е своја животна приказна, свој живот, своја приказна, својова. Но ова што ти го кажуваш, е интересно како обид за градење улога. Но јас откако ќе завршам таа улога, не си викам, Коста од Преспав е таков, еден папучар кој што сака женски, а се плаши од жена му и е таква едно лигле од човек и е никаков, постои таков човек. Не мислам за тоа. Не мислам дека тоа може би и тоа функционира. Убавината во мојата професија е кога работејки врз некој друг лик, откриваш за себе нова работа. Обратно, не од инаку да, може, ама тоа е, знаеш што, тоа се завршува на ниво на добра имитација и на добра импровизација или на добро портретирање на друг лик. И тоа е интересно. Има актери кои што тоа многу добро го прават. Има и светски актери, сум читал дека има големи актери кои што улогите ги прават облекувајќи го костумот. Джек Николсон, например, најголемите улоги во животот што ги направил, ги правил пред сам почеток на снимање на филмови, ова го имам читано. Се затворал во фундуси со гардероби, каде што самиот си по цели вечери, по 2 дена, 3 дена си облакал улоги, се гледал во гледало, глумел, пробувал начин на говоро и од таму го градил ликот. Што е тотално различно од школото на Станиславски од руската школа, после што е превземена од Ли Страсберг, што е превземена и во цел Холивуд тоа го работи. Зашто Холивуд се што прави во филмовите прави како во животот. Мора да биде тотално исто како во животот. Тоа е смислата на филмот. Ние кога гледаме филм, мораш во првите 2 минути да му поверуваш на глумецот. Ние кога гледаме некој филм, одма викаш, не бе, брате, не ти верувам, овие не проаѓаш кај мене. Имаш цели жанрови такви, кои што глумата не можеш да ги сваќаш дека не е тоа. Затоа добрите актери многу добро се прават. Да се вратам на темата. Градејќи друг лик, ако откриеш нешто ново кај себе, тоа е вредното. Тоа е вредното. Тоа не прави да бидеме помирни, помудри, да бидеме како да кажам, повисоко да го креваме критериумот за следната улога.
Ако мене пред 5 години, 10 години ме интересирало нешто, кога ќе го надминам тоа, идам во друга сфера. Ако некои книги или не знам, некои филмови, некои жанрови ме интересирале некогаш, полека сум стигнал до нешто друго. Затоа можеби го почнавме муабетот многу директно, со тој сарказам и со таа иронија, себе иронија и цинизам, затоа што мислам дека највисокиот степен, пак ќе кажам, на перцепција на едно општество и на не знам што, е да се гледа низ таа призма. Може би пак би те вратил на некое слично прашање, ме интересираш како преку бидење глумец ти си станал подобар или помудар или по било што како човек, и ако можеш да ми дадеш примери кај што може би некој друг би се пронашол во тоа, ме интересира. Обично често ги почнуваме овие интервјуа со детството, ама тука некаде го рипнавме и директно отидовме во актерството и баш Сигурно е поврзано, сигурно е поврзано. Ке се обидам да може да зборувам па да ти го фатам одговорот, да ти го фатам прашањето, може? Може. Имам Накратко ми е како ти влијало во животот и што си добил ти како човек преку бидење актер? прва работа, читаш туги драми, читаш монолози. Јас кога бев клинец и кога бев млад, пред да се запишам на академија, многу малку читав драми. Многу малку. Читав нешто, книги кои што малку тешко ги разбирав. Херман Хесе ме занимаваше во средна школа. Го читав, се мачев да го прочитам, после го открив Достоевски. И после негде трета, четврта година, кога сакав да бидам актер, почнав да читам драми. Ги прочитав нашите драми на Стефановски. После не знам како ми паднаа во раце драмите на Чехов. Значи, сосема стихино почнав да читам некој Шилер, некои драми. Шекспир исто го читав во стих, никако не можев да го проголтам. Никако не можев да ја сватам таа длабочина која што после на академија ја откривме и низ представите што ги работевме. И кога човек се занимава со читање на туги монолози, туги мисли, тоа беше време каде што додека ги читав, јас си замислував како ги глумам. Па глумејки ги тие, на било какво ниво, тоа не ги глумев дома вака, во главата глумејки ги, почнав да мислам на тие луѓе како се осеќале додека го прават тоа. И после некое време тоа те зема, тоа е како вртлок, и тоа те зема и те внесува во тоа. Нашата професија, ние актерите добиваме многу текстови. Ние многу низ текстовите го препознаваме однесувањето денес на сите луѓе. Сега, може би звучи као да ти кажам што, може би делува само бендисан муабетот, ама верувај ми, денес јас кога ги гледам по политичарите, по телевизиите, по пресконференциите, па ние тоа го гледавме кај Нушич пред 30 години. А Нушич, тоа го напишал пред 100 години. Бранислав Нушич, не е 100, ама помалку, ама 100, сигурно е 100 години. Првиот директор на театарот во Скопје. Стариот театар, првиот директор е Бранислав Нушич, донесен од Србија, тука да биде директор. Значи, тие поведенија и тие понашања на денешниве политичари, ветувања и тие празни муабети, или некој во кафана кога ќе се појави некој лик, или некој со кола ќе дојде и ќе се испонаша. Тие манири, поведенија, ги знаеме ние. Ама стварно ги знаеме како по дефиниција, како и психијатар кога ќе отиде некој леле луцум, психијатарот го гледа, па он точно знае до кај отишол, што е, како направило. И затоа велам, актерите, ние глумците, бидејќи сме поминале се што, многу лесно ги читаме тие работи. Затоа што едноставно сме го поминале тоа. Не вистински, ама сме го поминале како тема.
Тој ќе го кажав, значи човек природно кога доживува работи во животот се стекнува со искуство. Така, вие како актери, вие прво нас не давате искуство. Така, филм, театар е можност за саат, 2-3 да добиеш нешто побрзо искуство што можеби би ти требало многу време. Не е исто како сам би го да го доживееш, но сепак ти дава барем некоја слика на нештото. За жал некојаш е искривување, но Најчесто е искривување. Не е некогаш, најчесто е. Дури и мојата работа што работам низ годините, многу ретко се добива една здрава нормална слика. Зашто и ние играме по нотите кои што ги пишуваат некои ликови кои што не знам. И ние сме ликови кои што влагаме во некои, како се викат, во некои комбинации многу чудни. Ти погледни, имаш ти политичари имаш актери кои што се политичари, имаш актери кои што не знам промовираат секакви глупости, секакви глупоштини. Имаш уметници кои што седнале во скутот на секакви луѓе и се пикаат не само во скутот. Се пикаат по други дупки. Така да не сме ние некои привилегирани ликови кои што ние сме како оние од грчките трагедии, хорот на паметните луѓе, па се актерите ги скажат, нема везе, ние сме компрометирани луѓе до безсвест. Катастрофа. Полни со пороци, катастрофални, не држиме став подолго од 3 години, 2 години, со секоја гарнитура многу лесно можеме и да се прешалтаме. Така да... Еве, можеби таа тема да ја отвориме. Ти како човек си човек што, колку што знам, гледаш релативно здраво да го живееш животот, пред се физички. Трчаш маратони, претходно ми кажа дека тенис последно време практикуваш. И сега тука моцно се разбива еден стереотип дека глумецот најчесто е што често пие, се дрогира и живее некој несреден живот, ако можам така го наречем, во недостаток на зборови. Да. Па нас не... Како се стигнал до тоа или сам, окей, секако тоа доаѓа од тебе, но дали си имал можеби моменти кај што си рекол може треба да бидам као другите актери, ама ово е тоа што сакам да го правам, сакам да живеам здрав живот за себе, за моите блиски, така натаму. Па не бев... Кога бев млад, многу ги сакав драмски театар, го сакав драмски театар, бифето на драмски театар. Кога бев дете, бифето ги живееше златните години на драмски театар, тогаш таму доаѓа големите доајени магови на македонското глумиште. Драмски театар беше сврталиште и бифето во драмски беше нешто што е многу важно. Јас тој период го промашив. Јас кога се запишав на академија, веќе се кршеа тие последни бастиони на тој некогашен драмски. Тој драмски тогаш беше таков. Големите актери седеа таму по цел ден, пиеа, тоа беа муабети големи, денес анегдоти се зборува за нив. По 2 дена, по 3 дена пиеле ваму таму, не знам што правиле. Сите актери биле подложни на не знам што, актерките на што. Од друга страна, после се сменија работите. Одеднаш, не знам, никогаш, кога бев млад си вика, вау, види што им е убаво. После кога дојдов ја во период каде што сега, ајде, јас ке пијам, ке правам, ке лумпувам, некако не се најдов во тоа. Мојата генерација не дека не пијам, јас и правам и свое вино и печам и печаев и алкохол и жестоки алкохоли правев. Уживам во такви работи, во храна и во алкохол. Ништо не сум правел, како да кажам, се си доаѓа природно кај мене и не е заради нешто или едноставно можеби потсвесно кога станав родител, кога децата ми порасна, имам 2 сина, синовите се веќе возрасни, можеби со моето поведение треба да им покажам потсвесно некој пример како тоа треба да изгледа.
Не трчам заради тоа, трчам заради себе, затоа што трчањето навистина ми помага. Трчањето почнав пред 13 години, 15 можеби, да џогирам, затоа што не можев да истрчам 1 километар. Јас на 33-4 години, на 32-3 години, кога го снимавме трето полувреме филмот, јас сватив дека сум во таква кондиција да јас не можам да трчам 2 круга на стадион. И се реков, па не може вака, на 30 години, ако тоа го правиш, што ќе правиш на 50. Јас тогаш почнав да трчам. Да трчав затоа што бев ужаснат од тоа дека сум во толку лоша кондиција. И почнав и едноставно почнав да уживам во тоа. Па после влегов во друга фаза, па тоа почна да ме чисти, почна да ми ја чисти главата и сватив дека џогирањето, трчањето ме прави, ме одлепува од земја и ме носи на едно, како се вика тоа, не знам, некој иде на јога, некој иде на медитација, некој иде на масажи, не знам што прават луѓе, адреналин барат, нешто се качуваат, скокат, трипат од авиони. Секој си го бара својот. Што е тоа што ти го дава? Како би го опишал Па, трчањето? има една зона во трчањето, не знам сега тие професионалните трчачи го знаат тоа. Има еден зид кој што кога се пробие тој зид, веќе се иде во една друга состојба. Каде што проблемите се решаваат. Значи ние сме луѓето, нели, една вреќа полна со проблеми, со фрустрации, со такви. И мене џогирањето ми помага тие проблеми да ги решавам. Не знам, на некој чудесен начин. Едноставно, не знам, некој алкохол кога ќе земат, ќе спијат неколку пијачки, па ќе се смират, ќе можат да заспијат. Познавам такви луѓе. Некои луѓе се другираат, земаат некои дроги страшни. Некој не знам што прави. Мене трчањето ми помага да си ги средам, тоест да си ги исчистам мислите, да си ги решам проблемите. Големите одлуки некако доаѓаат тогаш. Никогаш не сум донел голема одлука од типот на свесност, трезвено. Не, кога ќе поминат 2-3 дена, во 2-3 дена сигурно 2 пати ќе искочам да трчам. И некако ќе се тоа што сум го помислил интуитивно, трчањето само ќе го избистри, ќе го извади на површина. Па сега, дури и да е погрешна одлука. Кога викаш дека те чисти на краток рок, тоа што го чувствуваш во денот или се чувствуваш дека и долгорочни работи од твојот живот ги чисти? Па на краток рок. Можда и на долгорочно. Не знам. Ова е се прашање многу длабоко. Кратко или долго, не знам. Ама генерално, физиолошки да кажам, ме држи да бидам слаб. Значи трчањето, зашто кога трчам 5, 7, 10 километри еднаш неделно трчам 14, 15, тоа калориски се што внесувам повеќе како калории, ме чисти и телото го држам во еден, како се вика тоа, постојана тежина имам горе-доле, тука сум. Успевам да јадам и да пијам колку сакам. Физиолошки. А за ова друго во што велиш ти, да, ми помага веројатно. Јас кога ќе се сетам пред 15 години, не дека сега јас сум имал некој голем проблем, па сега откако трчам сум го решил. Нит сум трчал затоа што сум имал здравствен проблем, од секогаш сум бил здрав. Не сум пошто познавам многу ранери кои што почнале да трчат заради здравствени проблеми. Имале не знам што. Како се вика тоа, гојазност, биле дебели многу, некои имале шекер, некои холестерол, не знам, некои такви работи. Јас никогаш сум немал такви работи. Баш трчав од што не можев да истрчам 1 километар. Баш не можев да истрчам. И пушев цигари тогаш. Значи бев пушач, пушев цигари. Едноставно кога трчаш, едноставно не можеш, ги фрлаш цигарите затоа што телото ги отфрла. Психолошки сам во нашата интеракција, она што го чувствувам од тебе е дека си доста лесен човек, едноставен човек во интелигентна смисла. И баш изборев со некои твои колеги исто така да пишуваат. Лесен човек, као не сакаш да влегуваш во конфликти, кога нешто се случува сакаш да бидеш на страна, позитивен човек. И се тоа го имаш како карактеристика, не знам дали се согласуваш со тоа, но ме интересира како си го изградил во животот.
Дали си се исчистило некои работи што си ги имал, природно ти доаѓало? Не знам, многу лесно да не кај сега јас за себе да зборам. Бог да чу. Не, убаво си зборал со други колеги. Со кои колеги? Бе? Кој? Браво за другите колеги. Не, се зезам. Се шегувам. Јас имам една особина што имаше мојот татко. Мојот татко беше многу луѓе што го познавале него кога ќе ме сретнат мене, не само што ми кажат многу личиш на него, и јас и брат ми, по одењето и пова, ама и тој начин на комуникација, тој круг на пријатели што го имаше татко ми, и таа енергија што ја ширеше околу себе, до ден денес ја чувствуваме сите. Иако тој не е со нас веќе 15 години, не е жив, но се уште енергијата што ја имал тогаш ја препознаваат многу луѓе. Неговите пријатели ден денес зборат за него. Луѓе ме среќаваат, ми викаат ти си синот на Јаким. Те знам од дете, вака така вика многу сте слични во тоа, во тоа. Тие особини што ги имаше татко ми, како стареам јас ги препознавам. И ние сега можеме да збориме што сакаме, ама како вика старите. Како вика, чии си ти дете? Нели така вика стари? Ја кога бев дете си викам, што има на луѓе во чии си ти дете? Или идеш со девојка, со женска во село и одма сакаат да дознаат која, чија си ти, а ти од кој си, од која фамилија, сите сакаат да дознаат нешто. Што у суштина, што викаме крушата под круша паѓаат, не е тоа за ебанција, не е тоа за џабе направено и не е тоа нешто демек така. Бабите кога ќе речат чии си ти, се си има зошто сме такви. Јас тоа што сум збир од особините на мајка ми, на татко ми, на моите предци и на воспитувањето што ми го дале тие. И сега можеби сум не знам уште некој нешто да допрел, да направил нешто, да ми дал нешто, но убеден сум, еве, гледајќи го и децата мои кога ги гледам, пораснати момци веќе, јас многу особини гледам, мои особини кај него, дури најчесто лошите особини. И се нервирам, зошто си таков му викам, зошто си таков, сваќам дека, а син ми па ми вика, а ти? Тонч. Така да... И му го викаш на типичната, слушај ме што ти кажам, не гледаш што право. Секогаш е така, ама и децата се многу паметни, ги гледаат тие работи, но ги носиме особините, ги носиме. И сега да се вратиме пак на муабето, на таа леснотија. Да, лесно го гледам светот, лесно го сваќам светот, не го дрвам за не знам што, можам да се изнервирам многу брзо, ама многу брзо ми проаѓа. Ми се случувало, например, во театарот, при некои проекти да си спокараш со некој, ама тоа да биде страшна кавга, не знам, се тресеше планината. Сабајле, више нема ништо, ке дојдам, ке се извинам, знам да се извинам, прифаќам извинувања, научив во животот да се извинам, што е многу важна работа, човек да свати дека не може дека не може да ги измести работите, дека грешиме, сите грешиме и дека се трудиме да создаваме свој, како се вика тоа, унија на множество и кругови каде што можеме да действуваме. Дури да биде на професионален план, на приватен план. И како старееме, ќе видите, еве сега да ви дадам совет од старецот, дека ќе видите како се старее, кругот на пријатели се смалува. Кога бев помлад, еве сега гледај ми со синовите мои, пријатели, секој ден со овој, шеташ ваму на одмор, ваму, шеташ, исто и јас. 100 комбинации можев да направам. Сегде ќе се погодев убаво. Сегде можев да се супер да си поминам. Како старееш си викаш, чекај, не можеш со него, не, чекај, со овие последниот пат и почнав да бирам со кого се дружам, со кого проаѓам времето. Со жена ми кај ќе одиме, чекај со нив. Добро е, ама еден ден, 3 дена не. 3 дена. Се вратам за монодрамата муабето што го отвори. Ја искрено стварно сакам да ја гледам во првата прилика. Да, гледаш? Ќе играм се од септември, ќе играм. Баш
Сега ќе играм во Струмица на фестивал Ристо Шишков, ама далеко е Во Струмица. Скопје кога ќе биде следно? Па ќе закажеме деновите. Ќе игра, ќе игра. Знам дека Ќе те поканам. она што го почувствував во тебе е дека нешто што ти е последно и што е драго, но знам дека и самата представа офаќа по-тешки теми како анксиозност, стравови, комплексни работи што денеска младите ги засека секако и постарите. Апсолутно, апсолутно. Многу ги засека. Многу допира представата до нив. Ја играв во Никола Карев во средната школа ја играв. 4-та година децата дојдоа, чисто ја играв, така се договоривме со директорот и изиграв. Представата не бара ништо, представата треба да има само публиката да е околу мене и ништо друго. Не треба да има сцена, нема светло, музика се пушта, си пуштаме. И буквално е као на терапија, знаеш, оние психодрама тука седнати, сите здраво, јас сум Игор, јас сум алкохоличар. Баш од тој тип. Ама децава, што да ти кажам? Првите 5 минути, смешки мисля, Коста, преспав, ваму, таму, Петко, Цветко. Детективот, после 5 минути, Знаеш колку е актуелна. Децата, иако имат, не знам колку години имат, само 4-та година, значи 16, 17, 18, така? 17 до 18. Многу добро знаат што е анксиозност, страв, депресија, самоубиство. Едно дете после представа во Карев дојде и ми рече: многу ми е криво што еден мој другар не ја гледаше представата. Многу ми е криво, ми вика. Мора да му кажам да дојдем. Викам зошто? Што тој вика многу зборува, ми ме зборува за овие работи. А ја во представата зборува, имено представата зборува за едно дете кое што е жртва на мајка која што се самоубива. И он расте со депресијата на мајка му и на крајот завршува. Значи депресијата која што ни целиот живот ја имала мајката, па на некој начин прешла кај него. И детево кога ми го кажа тоа, ја сватив дека тоа е суицид кај децава. Тоа просто е да не се верува. А колку малку тоа државата се бави со нив, тоа е друга приказна. Психолозите, психијатрите или државата како општество или не знам што. Тоа е тема што е многу актуелна. И во фирми, и по компании сериозни, и по луѓе кои што не знам се одселуваат од Македонија, луѓе кои што не можат да си го најдат местото, луѓе кои што не можат да си го најдат тука, најдени се, не можат да си го најдат местото во себе. Како мислиш дека представата им делува на тие деца и Па на возрастни што ја гледаат? делува убаво затоа што после тоа тера на дискусија. Има представата не те утепува. Не те носи сега ќе одам. Не, баш напротив. Представата, иако збори за тоа на еден лесен начин, ти дава надеж. Дава надеж дека треба да се зборува. Поготово треба да се зборува за работите за кои што најмалку сакаме да зборуваме. Тоа е главното мото на представата. Сега јас ви ја раскажав представата, ама нема везе, ќе дојдете ќе гледате. Да. Смислата на представата е тоа. Ајде да зборуваме за тоа. Кој сака да зборува за тоа? Ние живееме во општество каде што нас бабите не учеле: машко си, не смееш да плачеш, бре. Кој е машко? Плаче, биди маж, бе, плаче. Не баш напротив. Ние што не плачевме кога требаше да плачеме, ние сме за тоа сега вакви. За нигде. И за тоа имаш мажи кои што не се мажи, кои што немат врска и кои што се убиваат. Онака, еден куп, сите познаваме, така? Да. Сигурно познаваш некој. Јас познавам еден куп колеги мои. Еден куп колеги има кои што тоа го направија. Има луѓе кои што имале не знам колку обиди за самоубиство, никој не знае за тоа. Никој не знае, никој не се грижи за тоа. Нема ни како се вика тоа. Страшно. Така да. Кога се работи за анксиозноста, што мислиш дека би требало да се промени од тој аспект? Што би требало како општество да направиме? Што би требало луѓето како индивидуи да превземат во таа насока? Не знам. Може би, ако кажем да се разговара, е многу глупав одговор, ама не можам да мислам на ниво на општество, можам да мислам на ниво на семејство. Секој општество е слика, знаеш, основната, како се вика тоа?
Кој е чинител на секој општество? Единка. А таа единка следна работа е семејство. Значи, ако тргнеме од единка, прво единката треба да се едуцира. Следно, семејство. Семејството е првото општество, според мене. И ако таму нема разговор и нема ништо, после тие единки од тоа општество истото го шират. А нашето општество, не само нашето, денешно модерно живење, ја мислам дека е уништено уште од единката, од семејството е уништено. Веќе нема семејство. Како ти кажам, веќе бројот на разводи е поголем од бројот на склучени бракови. Бројот на умрени е повеќе од бројот на родени. Ние губиме, у секое поле губиме 3-0. Значи, на секое поле катастрофа сме на кога збориме за тие социолошки. Така да нит сум ја професионалец, нити ова. Пак ќе кажам, треба да се разговара, ама не е само да се разговара, има многу луѓе кои што не знаат, например, чувствува нешто, не е обучен за тоа, некој во село, не знам, Зелениково, Зрновци, он чувствува нешто, семејството не се дипломирани психолози, педагози, за да он го детектира тоа. Едноставно, тоа е комплексна работа. Навистина е комплексна работа. Лесно е ние сега учиме, тука живееме во Скопје, учиме во школи, убави вака. Оди таму во не знам каде, или за различности. Оди тој што се чувствува, не знам, во Виница, а осеќа е ЛГБТ. Он што му се случува него? Ај замисли тој кој. Прво ќе го згазат од кјоте, ќе го тепат. Ќе го тепаат. Ние немаме општество каде што почитуваме различности. Или не знам, овој носел хеланки или овој го дупнал увод. Во моје време шамари јадевме во аеродром ако носиш менгушки на двете ушиња. Така беше. Јас го памтам тоа време, 80-90, нас не тепа тука низ аеродром, затоа што сме биле педари. Зашто сме педари? Зашто носиме менгушки на ушите. Пред 20, пред 30 години. Не е тоа пред 170 години. Цивилизацијски слабо одиме вака. Знаеш, ние новите текови ги фаќаме, ама нема. Да се вратам пак на театарот. Ме интересира дали ти е полесно да обработуваш ликови што се слични на тебе или некои што се многу различни на тебе? Полесно, ако е слични на мене. Ама дали е по-добро? Поинтересно ти е по-различни да обработуваш? Да. Дефинитивно. Некој кој што тотално е поинаков од мене, различен од мене. Кој е најразличниот лик до сега што си го обработил? Многу сум имал. Сум играл многу ликови Еден што ти доаѓа на памет. Па сум играл магаре. На представа. Озбилно сум играл магаре. Сум играл хомосексуалец кој што нуди услуги во парк во Њујорк, да речеме Ангели во Америка. Сум играл жена. Сум играл, што да ти кажам, ликови кои што тотално се, сум играл што, не знам, кралеви сум играл, Макбет, сум играл Јоневско Макбет, сум играл затвореници, заљубени во себе ликови, сум играл амбициозни типови кои што сакаат да добијат во фирмата, да се искачат на највисокото место, да добијат работа во новата канцеларија во Нью Делхи, во представата фирма. Значи играм еден лик кој што велосипед има дома и во место секој ден врти во велосипедот и има монитор на целиот етапи Тур де Франс и постојано сонува. Такви типови имаш насекаде околу тебе. Луѓе кои што со слушалки идат, слушат само подкасти, мотивацијски говори и цело време имате и секој ден си вика денес е мојот ден, денес ќе успеам. Цел свет е полн со такви ликови. Ама тие ликови најстрашно завршуваат. Еве во фирма јас завршувам на гредата, качен во куќата моја, да висам на обесен, затоа што керка ми го зема велосипедот за тренирање во место. Сосема осамен, изгубен во општеството, изгубен во светот, затоа што сакал да оди во Нью Делхи. Ти се случува ли да ти е тешко да излезеш од таа улога и да ја донесеш дома, можеби, како емоција? Не. Не?
Како се ослободуваш од ликот после представа или после филм или Не ми се случило. Затоа првото, стварно не ми се случило. Нешто да као демек ме држи улогата, па сега уште сум. Не. Може би да ми се случи пред премиера, за првото прашање уште сум. Пред премиера да ми измачува, да имам несоница, обично пред премиера. Ама тоа е својствено, затоа што пред премиера ние цела екипа се затвараме во театар, веќе не знаеме ден, ноќ, проби, пред премиера, хаос во главата, недосредени сцени, текстот не го знаеш. А да не можам да искочам од лик, не. како Да ме носи тоа. како излегуваш од лик? Кога ќе заврши целата Па, работа? многу нормално, се поклонуваш и, како да кажам, јас знам дека сум Игор Ангелов, акторот кој што влегол во театар, ја паркирал колата, дома рекол чао, пријатно на жена му, јадел, пиел вино или не пиел вино пред представа, или трчал, дошол си исто живот, влегол на представа, го става костимот, глуми, завршуваш. Мислам, јас знам, ја не почнувам да глумам уште од сега јас полека влагам, ќе влезам во улогата, па ајде, тројца сега треба да ми извадат од ликот. Не, многу едноставно. Као секоја работа, као докторот што кога ќе стави мантилот, так гинеколог, ајде, шири нозете. Прашај го гинекологот, кој ти каже исто како што замисли. Он па што има да каже? Што мисли он што ќе каже? Или попот. Замисли поп да ти раскажува приказни. Имам некои пријатели попови и кои што приказни, што да се... Некои луѓе тешко им е да излезат од улогата, да бидеме реални. Дома која се посебно доктори, некои авторитетски работи, обично тешко тоа го им имам е. приметено. Да. Тоа го имам приметено, ама можеби и јас ова што ви го кажувам нема врска. Можеби и јас не можам да искочам од ликот на големината што мислам дека ја имам и дека ја носам со себе. Можеби сето ова што го имам чувство дека јас овде попувам нешто, изборувам работи, е улогата која што ја имам. Ама не би сакал да е така. Стварно не би сакал да е така, пошто ја не сум како се вика тоа, да контролирам во секој момент каков сум, што сум. Затоа ти велам на почеток на мојавето кажав сме непостојани. И стварно сме непостојани. Тука е интересно, веројатно си го слушнал она од Джим Кери, кога имал голема реализација за себе си, кога рекол цирен сум во улога и после тоа се враќам во улогата на Джим Кери и во еден момент сватив дека јас не морам да се вратам во улогата на Джим Кери, можам на страна да бидам. Да, тоа е друг феномен. Джим Кери е посебен феномен и да, знам зашто збориш, он имаше и други проблеми. Така да, не дека е тоа непознато. Ама обемот на работа на Джим Кери и луѓето како него и мојот се, како да ти кажам, Килиманџаро и зајчев рид. И водно. Стварно е така. Зашто погледни, земи, види што работел, како работел Джим Кери пред да стане тоа што ние го знаеме Джим Кери. Он бил комичар, со секоја вечер настап, он има 10 години настапувано по стендап комичари, од врвни работи за да добие првата улога и веќе го земала машината Холивуд. Јас сум за него, како да кажам. Тоа си момент која си рекол Игор Ангелов и уште една улога што играм во животот. Па да, ама не сум влегол никогаш јас во таков барабан да ме однесе тоа. Еве, Преспав е проект кој што најмногу сум го работил во живот. Значи сум снимал 8 сезони, 7, 8, 150 епизоди имам снимано, околу 140 да речем. 140 епизоди имам снимано во еден формат и со еден лик. Тоа дури како минутажа е многу, тоа подели го тоа е стварно многу и од сите филмови што ги имам снимано и различни улоги што сум играл, значи практично тоа ми е нешто што најдолго сум го снимал, сум го играл. Има представи што сум ги играл долго. Но сепак не е тоа. Джим Кери е нешто што тој со Енди Кауфман филмот и со како се викаше Man on the Moon. Он имаше, како да кажам, он влезе он не можеше, он бракови губеше, жените го тужеа,
затоа што не може, он беше друг човек. Тоа е веќе нешто, А не се знам што да кажам. да се смениме друг лик. Спомнај за хуморот на почеток, па ми дојде на ум Робин Вилијамс, како човек што навистина е многу смешен, но на крај за жал Да. изврши самоубиство. Да. И интересно е што ја даваш таа перспектива. Луѓето што многу се смешни често пати не се толку Патот, срекни. се тешки, да. Можеш ли повеќе да ми кажеш? Ти имаш перспектива што ние немаме, затоа што си во Па театар. не, едноставно имаш перспектива. Стварно мислам дека луѓето кои што трошат енергија и се трудат да насмеат други луѓе, тоа е навистина, тоа е врвна дарба. Тоа е врвна дарба. Поготово оние комичари кои што тоа го прават на софистициран начин. Сега тука можеме да збориме за разни врсти на комедија, па некој му се свиѓа Джим Кери, некој сака поинаков, некој Бени Хил го сака, некој Мистер Бин го сака. Тоа се веќе разни работи. Сите се смешни на свој начин, Джери Луис, Бастер Китон, тие големите. Џон Клис, еве, јас сега некоја книга читам од Џон Клис, каде што неговиот животен пат го кажува, го зборува за него. Тој е неверојатен човек кој што завршил Оксфорд, кој што завршил право на Оксфорд за да завршиш ти и се спремал за адвокат, за правник да влезе, ама додека бил на Оксфорд имало некоја театарска група каде што почнале да прават скечеви, ваму таму тргнало и на крај вика кога дипломирав на Оксфорд, вика ме чекаше вика плата редовна во адвокатска канцеларија 25 фунти неделно. Тоа баш го пишува, а вика првата недела после дипломирање со диплома од Оксфорд, вика во тоа време горе си. Вика мене ми дојдоа двајца продуценти од BBC и вика ми понудија прва плата 100 фунти неделно. Да идам во BBC да пишувам скечеви. И вика уствари толку гледале тоа што го права, додека овој се зезал со другарите на таа драмска секција во Оксфорд. Тоа не било драмска секција, но пак било нешто што е основа на следниот Монти Пајтон. И вика нормално, јас им реков на моите чао Оксфорд, чао право. И ете го Џон Клис, големиот Џон Клис. Значи животот не знаеш кај ќе те однесе и што кај ќе те хуморот. Се почнало као една тешка зезанција, еден скеч кој што му го предодредил животот. Се хуморот повеќе околу животот сакам да те прашам. Може би пред тоа, една ствар што ми доаѓа на ум, додека ми ги збориш сите овие работи, ти како глумец, еве ги спомна политичарите. Кога ги слушнеш работите што ги зборат, начин на кој глумат за тебе е ко АБВ, така прво оделение. Не само АБВ, туку ги препознаваме работите. Знаеш што е како ги детектираме ефтините финти. Ефтини финти. Значи, го гледате тоа како политичарите. Ги гледате ликовите, еве тој што кажа доаѓа у кафана. Такви. Сите тие работи се пошто на некој начин си го научил животот, барем оној што е на површината, ликовите, различни луѓе и така натаму. И веќе која е твојата перспектива на работите? Ако се гледаш дека е одредена форма на глума, иако некои луѓе не излегуваат од својот лик што се, тоаш која е твојата перспектива на животот? Повлечи си се, игнорирај, смеј му се. Ако ти улета, искрено, ако ми улета, знам лесно да го откачам, да си создадам мој свет, мој круг и да стојам понастрана од нив. Не сум човек што вика чекај малце, ти тука грешиш. Ти кој си ти бе, ти си селјачина, ти си ова, ти твојот пример што го правише лош за твоите деца, за моите деца, за цело општество. Ти не, јас ќе ве сменам вас. Не. Не знам ни да ве сменам затоа што нити имам сила, нити имам начин, нити имам енергија и мотив да те сменам. Што голема е, како да кажам, колку и да звучи не депресивно, битката е изгубена. Ако ме разбираш. Стварно е изгубена битката. Фаталистично може да збориш. Ама, мислам, не иде на добро работата. Живееме во време кај што страшно вредностите се скроз заебани,
се е отидено во 3PM, се е уништено, девастирано е се, лоши вредности, затрупани сме со лоша музика, лоша култура, децава комуницираат многу лошо, сваќаш дека родителите дома ги тераат да бидат такви. Има мајки кои што на керките им викаат: гледај ти добро да се омажеш. Само ти гледај добро да се омажеш. Па како може такво нешто да каже мајка на значи она истото го мислела, значи незината мајка. Чекај маце, нешто во овој свет е зезнато. Ретки се вистинските прави вредности. Сега ако ги препознаеме, па да ги фатиме вака и да ги негуваме, па да ги покажеме, да ги дадеме. Мислам дека со мојата работа, пак ќе се вратам сега, не дека јас сега седам на страна, сум се заклучил дома. Јас сум активен во ова општество. Јас придонесувам, јас играм представи. Јас со мојата монодрама утре што ќе ја гледаш и што ќе ја гледат сите луѓе, јас кажувам нешто. Со моите представи кажувам, ама тоа е моето поле на делување. Во филмовите јас не одлучувам што ќе кажам, ја не ги пишувам филмовите. Разбираш, во филмови ме викаат, дојди и глуми ваму. Ја не ги продуцирам. Затоа велам, битката е сега не е изгубена, ама Баш сакав да те прашам што ти би правил да имаш слобода или да се вратам на муабетот. Сега те прашам кај е моментот на автентичност. Ако ти како човек можеш повеќе да работи да ги изглумиш и во твојот живот ако ти се наоѓа и општо во општеството, тогаш каде е моментот кога Игор Ангелов ти како човек си автентичен така како што ти доаѓа? Ако ме разбираш, ако не ме разбираш, кажи ми. па сум со мојата работа на некој начин. Сум, ретко се случува да сум автентичен, но се случува, да речеме на неколку години да се случи некој проект каде што автентично стојам за тој проект. Ова монодрама е таква, мојот маж представата е таква. Може би имаше и претходно некои проекти кои што се такви. На поле на работа, инаку приватно мислам дека сум секогаш автентичен. Дури и со моите мани, недостатоци, грешки и со сите мои делувања. Значи, Што би сакал да глумиш? Често пати кажуваш, нормално е, друг некој ги пишува работи да ти ги глумиш. Ако имаш одврзани раци, ти да глумиш тоа што ти сакаш да глумиш. даде улога која што ја замислувам што сакам да глумам. Порано сакав такви некои големи ликови, да играм Ричард Трети, да играм некои славни драмски текстови или ликови. Сега некако, како сум позрел, да не речам постар, сакам мали приказни, мали човечки приказни. Некако ми се свиѓаат, се враќам кон едноставни проблеми на малиот човек. Не сакам да играм кралеви, газди на корпорации, директори кои што носат важни одлуки. Ми се интересни малите луѓе со нивните мали проблеми. Како ликовите на Кен Лоуч, има еден режисер кој што прави такви филмови има некои социјални драми кои што, например, човекот треба во фирмата да има смалување треба се избркат 50 луѓе од работа и на еден шеф на смена му викаат размисли до понеделник, во петок му кажува газдата му, вика до понеделник треба да избркаш 50 луѓе. И замисли драмата почна кај него. Он треба да избрка 50 луѓе во понеделник. Малиот човек треба да донесе голема одлука, уствари е толку за никаде. И така, такви улоги, помали, човечки, човек кој што не може некои такви приказни, секојдневни. Зашто не знам, иди во клинички центар, пред клинички центар застани 5 минути, само гледај ги луѓето во изразите на лицата, ќе сватиш дека тоа се секој човек е своја планина од грижи. Секој човек е своја приказна. Од друга страна, не знам, тука е гинекологија, тука се раѓаат деца, искачаат родители со мекици, деца со цвекиња идат насмејани, се создава живот. Карши нив на 10 метри една друга клиника која што е таму, само погледни ги, си викаш, Господи,
колку е животот од една страна совршен, од една страна неправеден, колку е се страшно. Да, тоа е убавото, ама да, животот е баш тоа. Да, ликови на мали луѓе. Тоа сакам да играм. Големи проблеми на мали луѓе. Од каде ја влечеш инспирацијата, не само за ликовите, туку општо во целиот театар и глумата? Дали можеби секој актер од различно место ги влече таа инспирација? Дали од книги, дали од други филмови, дали од животот? Од се. Како да кажам, од се. Многу често кај нас се случува, за жал, ние актерите вака да си кажуваме: кој ќе работи следната година? Тој. Уф, кај него играм, кај него нема да играм, не играм, не. Тоа е катастрофа, тоа е ова, тоа е ова. Значи, ние влагаме во едно однапред, како се вика тоа, однапред калкулирање, една калкулација. За жал, кај нас работите така се поставени. Ние сме вработени на неопределено и ние глумците јал, не јал, 2, платата ќе си стигне. Ја можам да не играм 2 години, 3 години и некако си имаме високо мислење за себе и секогаш однапред, што и не е така лошо. Од друга страна, тоа искуството ни прави тоа. Си викаш, со овој сум се зезнал еднаш гадно и сум си рекол, никад, брате, со тебе нема да работам. Од друга страна, некој режисер го земал Игор и си рекол, Игор, нема веќе со него. Така да, со се е така во животот. И ти со твоите комуникации со пријатели, со некој сакаш да работиш, со некој не кеш, некој бизнисот не ти оди, муабетот ти оди, не ти оди. Тешко ја наоѓам инспирацијата така. Инспирацијата доаѓа кога најмалку ја очекуваш. Инспирацијата доаѓа сосема случајно. Инспирацијата доаѓа, не знам, кога ќе налеташ на некој текст. Јас монодрамата ја добив од еден колега мој, познат режисер, Дејан Пројковски, ми вика, прочитаја драмата, ми ја даде еден глумец од друга држава, вика, прочитаја. Вика. И кажи ми што мислиш. Што е ово? Ја читам на бугарски текстот, не преведен на македонски, го читам вечерта на бугарски, викам, лале, што е ова? Ова е тоа, вика. Вечерта му се јавувам, му пишам порака, викам, ова ќе го работиме, готово. И почна да ме освојува тоа, почна да ми се роди во мене. Како да ти кажам, кога човек ќе се заљуби. Почнуваш да готово вриеш, те обзема тоа. Така доаѓа инспирацијата. Буквално така доаѓа. Убеден сум и кај големите уметници така им се појавува инспирацијата. Познатите актери што се во светот, они не прифаќаат се. Они имат 50 сценарија што седат во секој момент и он кога ќе му текне ќе прочитат 2, 3, 5, па ќе фрли, па ова не, па некој ќе му потурне, прочитај го, ова имам за тебе улога. Додека он рече, ова е добро. Па ќе прифати. И кај нас е така, само што кај нас за жал однапред се знае ќе работа тој, на плата сме, малку се работите нефер. Сега да те прашам околу егото и улогите. Оно што сум го приметил како гледач е некои актери после долго време стануваат познати, оно што го чувствуваме дека не може да влезат улога, затоа што не може да излезат од својата улога. Не знам дали тоа си го приметил ти, од страна некако полесно е да се види. И сега каде улогата на егото и актерот? Едно со друго, како брат и сестра, како да ти кажам, тоа е основна, не само кај актер, кај секој човек, егото тоа е, нели, психолошки гледано дел од нашата личност. Само што кај актерот е тоа поизразено, затоа не само кај актерот, кај луѓето кои што им обрнуваат внимание. Ние сме разгалени суштества кои што кога ќе завршиме, стоиме пред публика и они не наградуваат со аплауз. И тој аплауз полека не храни и ни го прави да се чувствуваме убаво, да уживаме во тоа и тоа полека преоѓа во нешто друго. Истото го прават овие, како се викат,
убавите жени и мажи кои што се сликаат секој ден, па добиваат лајкови, па прават ова, па тоа, добиваат моќ, влијание, па поготово, па стануваат инфлуенсери, па стануваат не знам што. Музичари исто, политичари, бизнисмени, богати луѓе. Богатството, парите носи внимание. Човекот нема ништо у главата, ама има во джебот многу. И тоа му носи да се осеќа многу силен, многу ова. Егото е што е треба да се носиме. Како се со тоа? Па сигурно многу лошо. Катастрофа. Како сега катастрофа сигурно. Не знам бе, што знам како. Тоа е нешто што Кога бев помлад си викав, да, тоа е страшна работа, тоа е страшно, јас морам да се борам со тоа. Ама сваќаш дека човек да има его, мора да има некогаш его за да тоа те храни некогаш. Треба да знаеме, тоа е како некоја животиња, нешто што треба да го пуштиме, да го собереме, Некогаш ни е потребно да ни даде чувство на вредност. Некогаш треба, ало, каде бе ти со паметот? Што мислиш дека си изиграл добра улога, па си станал не знам кој. Тоа е нешто што е. Лошо е кога ќе се испушти контролата, кога ќе изгубиш контролата. Многу е тешко да се контролира тоа. Не живееме толку бурен живот. Стварно не живееме толку бурен живот. Јас сега од кај тебе ќе си излезам, ќе си одам, мене кој да ме препознае, нема никој да трча по мене и да ми прави проблеми во ресторан, да отидам леле, Игор се појави, дај да... Не сме ние како актерите во Турција. Еве сега снимам турска серија една со турци во Македонија. Колегите со кои што работам не можат слободно да шетаат во Истанбул. Ама не можат, буквално не можат. Тој ми вели кога ќе дојдеш во Истанбул, ќе дојдеш, викам ќе одиме таму да пиеме. Не, вика како. Јас викат не смеам да се појавам. Зошто? Затоа што не може. Вика ја имам следбеници кои што сегде по него одат, врескаат, трипаат, скокаат, го следат со апарати, објавуваат вечерта по сите насловни искачи. Тоа е проблем. Ајде да те видам со тоа, носи се. Така? Али пак е некој искушение ова што сега го имаш. Па што тоа да, сега не. те прашам, како се носи со да те препознаваат луѓе? Нормално. Баш уживам, поготово децата, пошто со 5+ поминав многу години, многу генерации деца порасна и така убаво е чувството кога знаеш дека си им пренал убава мисла, убави работи. Некои убави чувства кои што ги препознавам и ми приоѓаат деца кои што имаат се 20 години, веќе се момци говор, и ми кажат да знаеш со тебе кога почнав да гледам, вика, со тебе гледав, ти ги знам сите реплики и тоа чувство многу убаво. Стварно многу убаво. Ти прави да се осеќаш, сика мела те гушно. Ми иде како ти кажам. Што ја кога бев клинец, мене Бранко Коцкица ми беше, што да ти кажам. Не знам дали го знаете. Тоа сте чуле да видам. Сте чуле, да, вие сте помлади. Имаше Бранко Коцкица и се знаев за него, ги гледав сите негови. После 20 години студент го сретнав во Црна Гора. Го сретнав како што сега ме сретнуват и му придов. Промовираше некоја книга, возрасен човек, стар. И му кажав, да се запознам, јас ти ги знам сите емисиите, знам, вака, да се гушнеме, се сликавме, вака, и ми направи муабет како што сега јас го правам на децата. Ништо, човекот беше многу културен, многу окей. Убаво е чувството. Пак ќе кажам, убаво е чувството кога знаеш дека си направил добра работа, добро влијание си имал врз една голема популација и тоа го препознавам кај луѓето. Дури и луѓето што ме препознаваат преку Преспав и преку други работи. Веројатно сум им оставил нешто позитивно. Знаеш, се насмејани луѓето. Секогаш кога ми приоѓаат се насмејани, дури и тие што се малце понепристојни во кафана, ела да те частам, дојди да те гушнам, кај е ула, дојди, што ти прави Јеленче, такви мојоти, пак е вакви се, насмејани. Дали ти сметало тоа е, например, ликот на Кост? И сега, за жал, многу луѓе не можат да видат дека ти си човек, а тоа е лик, и знаат да мислат дека ти си нормално, па тоа не е ништо ново.
Тоа е нормален феномен. Дали Во има- Турција лошите ликови што играле по турските серии, знаеш дека ги пцуеле по улици, ги тепале со камења. Знам и за Game of Thrones, например, тој еден лик што беше Точно. Епа, си имал проблеми понатаму во и дека животот. отишол човекот скроз забегал. Да. А и обрата, например, мислам дека Кит Херигтон исто имал проблеми во животот затоа што ликот му е многу чесен, а он вика секогаш луѓе очекуваат тоа ниво на чесност да го имам, бе. а не го се. имав. Како си бил ти со тоа? Па не ги анализирам на тоа ниво. Озбилно не ги гледам. Таму веројатно во западна хемисфера за се размислуваат. Они викат јас имав период на многу тежок период, зборев со психиолози, психијатри. Кај нас многу малку знаеме за тоа и многу малку се збори со тие работи. Луѓето поише го прават тоа. Ја не дека сум некој голем познавач, искрено, не сум ја некој, ама добро се носам. Стварно добро се носам. Имам една вродена, како се вика тоа, вродена, како да кажам, мок да лесно се ги примам луѓето, ама знам и лесно да ги одбијам луѓето. Како да кажам, сум пораснат во аеродром. Јас знам што значи да се биде навивач, сум прошол и многу неубави работи во 90-тите години во транзицијата. Улицата не ми беше нешто. Ја не сум дете кој што беше. Растен сум од родители во аеродром во транзицијата и знам и многу сум прошол се и се што. Така да многу лесно се справувам и со такви ликови. Не сум ја некој кој што сум чуван, па сум ги завршил тие факултети, па не знам ме донеле. Не. Јас сум вработен после 10 години од како дипломирав. Јас работев 4 години во Прилепски театар, 2 години во Велешки театар, па во МНТ. Значи, мојот пат до мојот драмски театар беше долг. Стварно беше долг. И не само тоа, да зборам и по други планови. Мислам, и јас со жена ми кога се земавме, кога станавме родители, јас имав 26 години, бев невработен, жена ми беше невработена, живеевме во стан со еден куп луѓе и не беше така се сјајно. Животот е баш животот е баш една така совршена сликовница која што не е секогаш може да те однесе ваму, вака е. Како таа улична школа од аеродром ти се нашла во животот веќе која спомна? Па се наоѓа затоа што можеш да се справиш со секакви ликови. Баш тие години беа сурови. Многу работи бев сведок на тие неубави работи многу. Ми помогна многу. Да не влагам во детали да зборам, ама баш сум видел многу работи, се познавав многу луѓе кои што баш од аеродром кои што отидува на секаде. Мислам и се случија страшни работи. Транзицијата во 90-тите години беше страшна. Беше страшна, имаше една, барем мојата средина на пријатели, имаше една огромна безпарица, прва работа. Немаше пари, немавме пари, ништо. Нашите родители кои што работеа, кои што имаа функции во администрација, беа супер вработени во тој стар систем, одеднаш тоа кога се распадна, стана многу тешко да се помине месецот. Тие години немаше пари за одмори. Кога дојде време за одмор, па еве ти си на одмор, како што сега нашите деца си добиваат. На тема среќа сакам да те прашам. Каде ти во животот ја наоѓаш среќата? Дали популарноста го прави човек среќен? Какво прашање, не ме сесај. Популарноста да го прави среќен. Сакам, знаеш зашто те прашувам? Затоа што многу луѓе, сите гости ги прашувам, веројатно повеќето што биле тука сум ги прашал, затоа што многу луѓе го имаат таа мисла. Кога ќе бидам популарен, ќе бидам среќен. Знам дека стварно. Кој тоа го кажал? Жити се, ја не ги имам до изгледано. Па додека растев, повеќето луѓе така размислува. И барем и јас до одреден степен така размислувам дека парите и славата го прават човек среќен. Се дека човек не ги достигна тие работи. Затоа и ги прашувам сите гости, затоа и тебе да прашувам.
Дали Не, никако. Каква популарност? Популарноста е само одскочна даска за тие кои што не се спремни, популарноста само побрзо ќе те катапултира кон дното. Мислам, види во светски рамки погледни. Тоа не е само кај нас. Страшна работа е тоа. Страшна работа е, мислам, човек треба да се носи со во секое време како изгледа. Како се понаша. Не може како однесувањето. Знаеш дека влијаш на другите. Секој човек тоа што ја има сликата за тебе, не смеш да му ја расипеш. Ти си створил една слика и ти треба да се носиш со тоа. Па нели е тоа тешко? Мене ми е совршено, јас кога ќе отидам на лето негде со семејството, на одмор, кај што нема ни еден македонец. Совршено ми е. Јас прво тоа прашувам, ако идеме во хотели, има ли македонци? Има, добро, супер. Има ли македонци? Има. Во кампот има македонци? Има, добро. Ајде, чао. Не одиме таму. На тие плажи нема шанси. Поготово кога бев многу популарен со емисиите, затоа што луѓето, нивна потреба е, ништо, ја не ги обвинувам, не се лоши. Луѓето стварно сака, децата се радуваат мене што ме гледат. Јас се сликам со нив, се е убаво тоа, ама е напорно. Стварно е напорно. Многу е напорно. Не дека сега јас не го сакам тоа. Тоа е убаво е, кога ќе застанам на ред во болница, одма докторката ќе ме види, што е одма ми вика. Еднаш син ми го болеше стомак многу. И мислевме слепо црево. Ја имав некое снимање, не знам, негде бев. Жена ми го однесе на ургентен во ниедно време. Страшни болки. 40 минути на клупата го фрлија вака како никој. Како не знаете како во ургентен таму на клиника. И јас како завршив со тоа што го работев, дојдов, се појавив, како што ме видоа, ми ги отворија сите врати, докторките, сестрите, да има опавчиња на кучиња, уште знаеш куче кога се радува како се го мрда опавчето? Така си трчка околу мене. Зошто? Затоа што Игор се појави. А ужасно, син ми 40 минути седеше. И како сега јас тоа да го објаснам? Демек популарноста, мислам, преку ред ме однесе. Ужас. Не е едноставно. Од друга страна е себично ова да го кажам. Глупаво е, пошто мојата професија треба, сите ние патиме за тоа. Замисли па да бе фактор кој што никој не го знае. Нити ти ќе ме викнеше, нити некој ќе ме знаеш. Значи тоа е поврзано е. Сега да можеш да бираш, би бирал да бидеш популарен или не? Да бидам актер кој што работи, кој што сум задоволен од тоа што го работи. А популарноста е си доаѓа. Не е тоа првично. Популарноста е како се вика тој како се вика тој секундарен ефект. Примарен ефект е да си го работам тоа што го сакам и да сум задоволен од тоа. А сега, Боже мој, ако ме сакат. Може би како последна работа те прашам дали е нешто што си сакал да го кажеш од темите што сме ги збореле, а не имаше шанса да го кажеш? Не, баш напротив. Мислам, многу природно и многу нормално ни одеше муабетот. Де се спремав за муабетот, искрено. Дури вчера кога разговаравме, малку бев скептик за тоа, ама окей. Мислам, се осеќам, окей се осеќам. Не е нешто, мислам дека и не бев нешто, како се вика тоа, непристоен и ти да осетиш некоја нелагодност од моето гостување и присуство. Абсолютно не. Убаво си помина. Да. Благодарам. Ти благодарам Фала, што Петар. беше гост. Јако. Ако ви се допадна оваа епизода, веројатно дека ќе ви се допаднат и другите, така да погледнете ги на овој канал и кликнете на тоа звончето подолу за да може да ви излезат следните. Ме интересира ваш коментар, пишете коментар како ви се допадна оваа епизода. Исто така можете да посетите страната на smartliving.mk. Се гледаме во наредна епизода што ќе биде нареден месец. Чао!